Како што е познато, во саботата на 17 јуни, пошироката делегација на Единствена Македонија не беше пуштена од страна на грчките погранични органи да појде во селото Нивици на одбележувањето на 5-годишнината од предавничкиот и капитулански преспански договор. При тоа, во таа прилика беше изречена и 3-годишна забрана за влез во Грција. Денес поднесов жалба на одлуката на грчките гранични органи, бидејќи постапката е незаконска и неправилна. Во грчкиот закон за странци се пропишани 8 причини поради кои може едно лице да биде прогласено за непожелна личност и да му биде изречена забрана за влез. Меѓутоа, во овој случај не постои ниту една од пропишаните 8 причини во грчкиот закон. Очекувам сега второстепениот орган на управата во Грција да се произнесе по жалбата во рокот определен со законот. Во зависност од одлуката на грчкиот второстепен орган на управата ќе зависи и моето понатамошно постапување. Доколку жалбата биде прифатена, тука постапката запира. Меѓутоа, доколку жалбата биде одбиена, постапката продолжува пред Европскиот суд за човекови права, бидејќи во овој случај ни е повредено едно од основните гарантирани права со Европската конвенција за заштита на основните човекови права, а тоа е слободата на движење. Како и да е, јавноста благовремено ќе биде известена за овој случај. Но она што сакам посебно да го потенцирам, ова не го правам лично за мене, туку за сите нас. Бидејќи браќа македонци и сестри македонки, денес сум јас со забрана, утре може да биде секој од вас. Затоа правдата ќе ја истерам на виделина и до крај.